се борам со сите сили за слободата на Македонија и Одринско. И дека ќе се подчинувам на заповедта на моите началници. И дека нема да ги предадам работите што ќе ми бидат доверени, ако не се подчинувам на волјата на моите началници. И ги предадам работите волно или неволно, да бидам убиен од браќата со оружјето кое сега го бакнувам. Со нас е само Бог и нашата правда. Македонија нема што да чека повеќе. Ние мора да останеме верни на волјата на народот и да се спречи предвременото кревање на востанието. Бројот на оружјето, пушките, муницијата не се доволни да се спротивстават против оружјето на Отоманската империја. Затоа гимиджиите треба да се подготвени. Ќе ја минираме Отоманската банка во Солун. Само да ве подсетам. Динамитот поставен на железничкиот мост кај Ангиста предизвика убава возбуда во Стамбул и во европејските канцеларии. Значи, гимиджиите, ако се подготвени, веднаш да тргнат во акција. Кирков, Шатев, Богданов, Органџиев, Орце Попјорданов, сите во акција. Нивното дело ќе биде само вовет во востанието. Се разбира, може да биде едно мало востание само по себе. Делото на гимиджиите не е беззначајна работа. А културните европејци се плашат од секаков вид на било каква револуционерна активност. Се разбира, ако тоа не се поклопува со нивните специјални интереси. Само да ве подсетам. Тие ги сметаа грчките бунтовници за разбойници, затоа што го загрозија нивниот поморски сообраќај во Јонското и во Егејското море. И знаете што направија милордите? Ги дадоа статус на разбойниците, им дадоа статус на нација во војна, за да можат неа да ја држат одговорна за штетите што ќе настанат на британските бродови. Значи, делото, повторувам, на гимиджиите не е беззначајна работа. Нели сме ние прекалено надејани ако очекуваме туѓа помош? А каква помош можеме да очекуваме од останатите рисјански држави околу нас? Не можеме да очекуваме никаква помош. Не мислат за доброто на Македонија нивните кнезови, кралеви, министри, а се демнат меѓу себе и острат заби за плячка. Секој гледа да го надитри другиот. Секој гледа да заграби поголем дел од нашава земја. Ако тргне наваму бугарската војска, ќе тргне и српската. А ќе тргнат и арнаутските бегови да касаат од живото тело на Македонија. Кој работи, кој мисли да ја присоедини Македонија кон Бугарија, или кон Грција, или кон Србија, тој за себе може да каже дека е добар бугарин, добар грк, добар србин, но не и добар македонец. Така ја разбирам јас македонската борба. Слобода за сите македонци и одринци. Бедниот македонски народ не се бори да замени едни изедници со други. А постојано некои анархисти, санданисти, социјалисти, постојано делби, само крв да се лее. До кога ќе се делиме, браќа? Зарем остана уште за делење?
дочекува? Вака ли се дочекува македонскиот цар? Стани! Седи! Стани! Седи! Не знаете ништо. Историја, божественост, слава не ви дозволуваат да дознаете. Имиња, светост, вашето свето минато и коски, ограбени гробови, македонските тумби, ничкосани и однесени по белиот свет, за да се прикажат како чужди. Имате ли срце и душа? Луѓе ли сте? Времето врви наназад. Патувате низ себе, низ Божиот воз. Патувате низ себе за да се пронајдете каде сте и што сте и за каде одите. Македонскиот цар Филип II му се обраќа на собранието на македонците во Рамка. Почитувани мои македонци, ако сте заборавиле кој сте и што сте, ако се плашите, ако сте слаби со духот, ако сте се загубиле во некаква магла и темнина, ако немате доблесен македонски маж да ве поведе, ако сте се откажале од Бога, повелете внатре во вашата рамка, соберете се, стиснете се, напите се, ете ја рамката во која се обидуваат да ве напикаат, или самите со ум, или без него сакате да влезете во тоа рамката да се напикате. Или станете добри вонемени, станете без страв, исполнете ги небото и земјата со славата на Бога. Дали е подготвена фалангата? Царската војска под оружје ли е? Разбудете се, браќа, заспани души на мојот народ. Не чека последната армакедонска битка по зададениот ред. Мртвата армакедонска војска, силите на ангелите, самиот Создател и вие, македонци мои, против злосилието и силите на паднатиот ангел. По огнено езеро ќе ги напикаме како што бедните сакаат да не стават во рамка. А после победата, Господ ќе ја крене Македонија како света и древна црква на небесата. Станете добри вонемени, станете без страв, исполнете ги небото и земјата со славата на Бога. Армагедон ести, станете мртви, да влезат живите. Носам силен впечаток, како и претходните години, од оваа театарска, драмска средба, во која авторот Тихомир Стојановски и Сашко Милошевски не вратија илјадници години назад, не подсетија дека ние сме од родот македонски и дека името и нашите судбини низ вековите треба да ги чуваме, за да знаат генерациите што доаѓаат дека некој ја подметнувал главата каде што друг не би подметнал ни остен. Мојот впечаток сакам уште еднаш да речам дека е силен и сигурен сум дека сите присутни го понесовме тој товар кој по стотици години повторно некој сака да ни го стави на грбот, да го носиме ние кои не сме виновни за грижата на тие што ги создаваат проблемите. Ние ја сакаме слободата, го сакаме мирот, но најмногу правдината и секој секого да го почитува,
Тоа произлезе од вечернава средба, една порака до Министерството за култура. Помогнете го, скрп и утеха, зашто од него виреат многу вистини, од него излегуваат впечатливите состојби и минатото на Бланка да го погледаме. Им благодарам, нека се здрави и живи, вакви представи треба да бидат барем 10 пати во годината.